Беше тоа на 14. јули 1907 година, кога кај селото Ракле во Прилепско, на планинскиот врв Ножот, се одигра најкрвавата борба против турското владење по Илинденското востание. Група од 45 костурски востаници, одбивајќи ја наредбата за повлекување и под мошне тешки услови, прифатија борба со многубројната турска војска, командувана од мајорот Енвер Беј. Ножовци беа однапред решени на саможртва. Сите 45 мина загинаа со херојска смрт. Повеќето паднаа при непријателски јуриш, а неколкумина се самоубија. При тоа со аскерски плотун, турскиот мајор им оддаде почит на мртвите македонски јунаци. Беше тоа на 14. јули 1941 година, кога во Полска, во познатиот фашистички логор Аушвиц, пристигна првиот транспорт од 728 пољаци, а потоа и затвореници од другите земји. Германските нацисти во него ликвидира околу 4 милиони луѓе. Логорот е ослободен на 27. јануари 1945. Беше тоа на 14. јули 1946 година, кога првиот председател на президиумот на АСНОМ, Методија Андоновченто, беше уапсен и затворен. Во монтираниот обвинителен акт биле изнесени наместени докази и искази на луѓе блиски до власта, пошто од Судскиот совет, во кој членувале Пан Тамарина, Лазар Мојсов и Коле Чашуле, бил осуден на 11 години затвор. Бил затворен во специјална ќелија во затворот Идеризово во Скопје. Додека бил в затвор, властите му нуделе да потпише изјава дека погрешил и дека се кае, но Ченто останал на своите ставови. Со видно нарушено здравје, тој бил ослободен по 9 одлежани години на условна слобода. Поради влошеното здравје му напишал писмо на Тито да му издадат пасош да се лекува во Швајцарија, но бил одбиен. На 14. јули 2006 година Љубчо Ѓоргиевски, поранешен премиер на Република Македонија и поранешен лидер на ВМРО-ДПМНЕ, наводно стана бугарски државјанин. Оваа постапка, која не е официјално потврдена, предизвика бројни полемики во Република Македонија околу неговата вистинска улога во политичкиот живот на земјата во претходните 15 години. На 14. јули 1946 година во Скопје е роден фудбалерот Кирил Дојчиновски. Дојчиновски својата кариера ја започнал во фудбалскиот клуб Вардар. За првиот тим заиграл во сезоната 1963-64. Дресот на Вардар го носел до јуни 1967 и во него одиграл 106 првенствени надпревари. Потоа Дојчиновски се приклучил кон Црвена звезда. До 14. мај 1974 тој одиграл 420 надпревари за боите на Црвена звезда, од кои 189 биле првенствени и постигнал 11 голови. Со Црвена звезда тој освоил 4 титули како југословенски прваци во 67-та, 68-та, 68-та, 69-та, 69-та, 70-та и 72-та, 73-та година, како и 2 трофеа од фудбалскиот куп на Југославија во 1968-та и 1970-та. Дојчиновски кариерата ја продолжил во Франција во екипите Троја и Париз, каде што и ја завршил кариерата.
Na 14. juli 1942. godina umira Nikola Petrov Rusinski, makedonski socijalist i nacionalen revolucioner. Učesnike Vojlindenskото восстание оставили неколку необјавени брошури со богати спомени за својата политичка активност. Роден е во 1875. Na 14. juli 1944. umira Blagoj Jankov Mučeto, народен херој на Македонија. Тој го раководел штрajkот на струмичките шивачки работници во 1936. пошто заминал за Белград. Истата година бил примен за член на Комунистичката партија на Југославија. По враќањето на Македонија бил член на партијата во Струмица, како и на привремениот комитет во Македонија. Како инструктор на комитетот со седиште во Штип, бил еден од организаторите на Народно-ослободителната војна во Струмица, Скопје, Штип, Берово, Пехчево, Валандово и Радовиш. При една партиска провала во Штип во 1943. бил ранет. Прогласен е за народен херој на Југославија на 11. октомври 1951. На 14. јули 1998. година почина Ненад Стојановски, македонски актер. По членувањето во детската радиодрама и во експерименталните аматерски драмски состави Кактус и кај Свети Никита Голтарот, а по завршувањето на факултетот за драмски уметности, Ненад Стојановски настапувал на сцената на Драмскиот театар во Скопје, а гостувал и на повеќе други сцени. Повеќе пати настапувал и на Дубровничките и Сплитските летни игри, а учествувал и во повеќе проекти при драмата на Македонскиот народен театар. Добитник е на голем број високи сојузни републички награди и признанија, 2 стериини награди, највисокото општествено признание на Македонија, наградата 11. октомври, наградата на Млад борец, на ревијата Екран за најпопуларно филмско и ТВ лице и на театарските игри Војдан Чернодрински во Прилеп. Во 1985 година е прогласен за глумец на годината според ревијата Екран, добитник на наградата на весникот Дневник од Нови Сад, добитник на златен медал на театарските свечености во Шабац за улогата во представата Кула Вавилонска.